председателке, почитуван заменик министер, почитувани колеги, во членот 18 ставот 1 се менува и гласи: средствата остварени по сите основи од приредувањето на игри на среќа и забавни игри се користат за финансирање на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на Здруженија на граѓани за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Македонија. Ставот 3 се менува и гласи: распределбата на средствата од ставот 2 на овој член ја врши Владата на Република Македонија со одлука врз основа на донесена програма која е изготвена и поднесена од страна на Министерството за социјална политика, демографија и млади, согласно прифатените проекти поднесени од субјектите од ставот 1 на овој член, во кои се назначени износот на средствата и намената на нивното искористување. Со предложениот амандман се уредува начинот на распределба на средствата од приредувањето на игри на среќа и забавните игри, така што истите се насочуваат кон националните инвалидски организации, нивните здруженија и асоцијација, Здруженија на граѓани за борба против семејно насилство, како и кон Црвениот крст на Република Македонија. Средствата се распределуваат врз основа на поднесени проекти во кои се утврдуваат износот и намената за нивното користење, и од прифатливите проекти Министерството за социјална политика, демографија и млади изготвува програма. Програмата ја донесува Владата на Република Македонија, по која со одлука се врши распределба на средствата. Овој амандман е барање на представници на Националниот совет на инвалидски организации, кои учествуваа и на јавната расправа, која се одржа на 19 јуни 2026 година. Националните инвалидски организации, Здруженијата за борба против семејно насилство, како и други граѓански здруженија на јавната расправа ги искажаа сите своји аргументи и барања да бидат и понатаму финансирани од средствата од Законот за игри на среќа. Во Република Македонија, покрај долгата традиција на финансирање на овие организации од средствата од Законот за игри на среќа, финансирањето исто така е во согласност и со Законот за инвалидски организации, како и Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. Поконкретно станува збор за најранливата група на граѓани организирани во национални инвалидски организации, кои ги застапуваат интересите на 137 општински организации со над 10.000 граѓани со попреченост и нивните семејства, заради што се поднесе и овој амандман за подобрување сушност на нивната положба во општеството. Благодарам.